Во населбата Карпош денеска свечано беше отворена 13-тата меѓународна ликовна колонија Карпино, која организира Сдруженијето на граѓани Мултимедијален центар. Во денева ќе учествуваат 15 уметници од Македонија, соседните држави Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина и Украина. Она што очекуваме значи да прво добро се дружат, прво да го запознаат Куманово околината и трето да направат навистина добри дела, а манастирскиот комплекс Карпино навистина ќе ги одушеви и таму ќе влечат многу добри печатоци. Колонијата ќе трае наредните 10 дена. Уметниците ќе ги посетат и манастирите и културните историски објекти лоцирани во општините Куманово и Старо Нагоричане. Уметниците кои учествуваат на годинешнава колонија очекуваат плодна продукција. Од самата ликовна колонија очекувам одлично дружење пред се. Самата концепцијска поставеност на уметниците кои што се дојдени оваа година е на квалитетно и на доста завидно ниво. Очекувам добра продукција на одлични уметнички дела и посакувам успешна работа на сите колеги кои што се дојдени. Видим да е млада екипа, колега, уметника. Гледам дека екипата е млада, сите се образовани, влада е позитивна енергија и навистина сум воодушевен од организаторите кои се трудат да ни биде прекрасно и да ни го презентираат Куманово. Да сум сад први пат овде, први пат учествувам на овој меѓународно изложба. Прв пат учествувам на колонијата, мислам дека ќе биде извонредно. Горда сум што сум тука, има уметници кои се од различни страни и кои придонесуваат за мојот и воопшто понатамошен развој во уметничка смисла. Организаторите очекуваат дека уметниците ќе создадат значаен број на дела како и претходните години, кои првин ќе бидат презентирани пред граѓаните на Куманово на изложба која традиционално се отвара во ноември по повод денот на ослободување на градот. Манастирскиот комплекс е од 13 века, според некои извори е стар дури 1000 години и има особено значење. Манастирот постоел во времето помеѓу 12-тиот и 14-тиот век, но прв пат под оваа име се споменува кон крајот на 16-тиот век, во турско време. Според податоците, манастирот 4 пати бил сквернавен, на последен пат во Втората светска војна. Во втората половина на минатиот век тој целосно замира. Во некои писанија се споменува дека и Кирил Печиновиќ 2 пати престојувал во манастирот, но истражувачите се уште не можат да го потврдат овој факт. Поред податоците на Институтот за македонска литература во манастирот во Карпино живееле над 300 калуѓери и тој важел за богат книжевен центар. Оригиналните ракописи кои сега се наоѓаат во Москва, Софија и во Белград сведочат за препишувачката школа и за постоење на ќелино училиште.